Собранието го промовираше Кодексот за етичко однесување на пратениците, со што се вброи меѓу парламентите кои имаат формален документ за однесување на пратениците во Собранието. Со него се утврдуваат принципите и стандардите за етичко, одговорно и професионално однесување на народните избраници, со цел за јакнување на интегритетот, транспарентноста и довербата во законодавниот дом. За председателот на Собранието Африм Гаши, усвојувањето на овој кодекс представува еден нов почеток на воспоставување нов стандард во парламентарниот живот. Демократијата, рече Гаши, произлегува од волјата на народот, се гради врз закони, но се одржува жива преку политичка култура. Не би било искрено да веруваме дека усвојувањето на овој кодекс само по себе ќе ги реши сите предизвици со кои се соочува политиката. Свесни сме дека низ годините беше нарушен дел од довербата на граѓаните во институциите. Тоа не се однесува само на донесените одлуки, туку и на начинот на кој се водеше политичката дебата и се извршуваше јавната одговорност. На граѓаните не им се потребни политичари кои само добро зборуваат. Ним им се потребни политичари кои постапуваат со интегритет, почит и одговорност. Бидејќи почита произлегува од карактерот, а потоа се одразува и на говорницата. Интегритетот се гради секој ден, се докажува со секоја донесена одлука, а потоа се рефлектира и на денот на изборите. Довербата се стекнува единствено преку она што го нудиме и преку примерот што го даваме. Токму затоа верувам дека спроведувањето на овој кодекс има значење што ги надминува рамките на Собранието. Доколку успееме да изградиме подобра култура на комуникација и соработка во оваа институција, ќе придонесеме за зајакнување на демократската култура во нашето општество. За амбасадорот Килијан Вол, шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, која неколку декади промовира реформа на етички стандарди за однесување на пратениците во парламентите. Усвојувањето на кодексот представува значајна пресвртница во зајакнувањето на парламентарниот интегритет во Северна Македонија и испраќа силна порака за посветеност. Овој кодекс не беше изработен во изолација, тој ги одразува меѓународните стандарди, обврските и заложбите преземени во рамките на ОПСЕ, како искуствата и научените лекции на парламентите од регионот на ОПСЕ. Токму тука лежи додадената вредност во образувањето на националните реформски процеси со меѓународната експертиза и најдобрите практики, а при тоа целосно почитувајќи ја националната собственост врз процесот. Еден кодекс може да има вистинско влијание само доколку е добро разбран, доследно применуван и поддржуван со практични насоки, активности за подигнување на свеста, обуки и кредибилни механизми за негова примена. Реформскиот процес во Собранието подолго време е поддржан од Американскиот национален демократски институт и швајцарската влада преку програмата за парламентарна поддршка. А за нивната улога во етичкиот кодекс се обрати Роберт Скот Хейзлет, виш резидентен директор на NDI во Северна Македонија. Во сршта на овој процес беше темелното компаративно истражување. Тимот поддржан од Швајцарија се подпре на воспоставените парламентарни практики на САД, Обединетото кралство и Европската унија, како и на експертската поддршка од нашите колеги од Центарот за управување со промени и Парламентарниот институт. Сето тоа со цел да се обезбеди дека кодексот навистина ги одразува најдобрите компаративни практики. Сакам особено да ја истакнем улогата на планинските разговори одржани во Берн во мај оваа година. Оваа средба, организирана на покана на Швајцарија, ги обедини лидерите на Собранието и швајцарските пратеници во непосреден диалог помеѓу колеги и се покажа како одлучувачка за постигнување консенсус за конечната верзија на кодексот.
На настанот се обратија и Ајла Ван Хел Мердановиќ, оддел за демократско управување и родова еднаквост во ОДИХР, и Миле Левков, претседател на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, кој информираше дека новитет на новиот кодекс се механизмите за негова примена, поточно формирање на работна група од власта и од опозицијата во паритетен основ, која ќе се грижи за негова примена. Таа ќе следи, запишува и дава извештај со што ќе овозможи целосна доверба на овој процес.